Добро утро и на тебе. Убаво кажа, физичкиот аспект е дефинитивно многу битен изминатиот период и кога веќе владее корона пандемијата и за жал се уште не стивнува. Ние сме тука со маски ова утро со мојот гостин Марио Јовановски, кој што е, јас ќе кажам, најпознат и најдобар фитнес тренер. Марио, добро утро. Јас малку ќе ја сипнам маската поради тоа што искрено не можам да дишам, но ти имаш маска. Пред се сакам да ти честитам на враќањето на терените во теретана. После 3 години конечно почнуваш да вежбаш. Какво е чувството, кажи? Одлично е, затоа што знаеш самиот дека кога после поголема пауза ги направиш, тоа се самото тоа фали, затоа што ни е дел од нашето секојдневие, не е нешто кое што го правиме парцијално, не е нешто што го правиме месец, два, три, туку го правиме поголем, барем за мене. 10 години сум веќе со ова и навистина ми фалеше, веќе сум полека на старите патеки назад. Ке зборуваме за физичкиот аспект, здравието, за жал се уште сме во корона пандемија, но пред еден месец веќе фитнес клубовите, теретаните се отворија. Па да те прашам, каква е сега атмосферата, енергијата, дали луѓето се вратија да вежбаат? Па вака, ситуацијата е таква како што е, значи мора да прифатиме, не може да бегаме од реалноста, нели, да се правиме дека ништо не се случува, иако е факт е дека имаме сериозен предизвик пред сите нас. Од сите аспекти, не само од нели од секторот, не само личниот аспект на здравието, туку и од бизнес аспект и целиот систем кој што моментално е нели на холд на некој начин. Дефинитивно како што рече, теретаните се вратија во живот на некој начин, нели се отворија фитнес салите, иако имаше доста двоумење дали треба да се отвора, дали не треба, иако јас сум спортски работник или работам како персонален и онлайн фитнес тренер. И мојата работа директно зависи од ова, како и на многумина други кои што засегнати, можам да речем дека сите сме засегнати на некој начин од пандемијата. Теретаните да се отворија фитнес центрите, се уште луѓето не се целосно опуштени и сосема го разбирам тоа и ги поддржувам оние кои што се уште се сметат дека имаат нели некакви здравствени проблеми, имаат послаб имунитет, имаат дома родители или нели роднини кои што се постари, имаат здравствени проблеми и сметаат дека не сме се служуваат себе си поради некој друг или нели поради себе ради проблеми со здравје, да не доаѓаат во фитнес центрите, не затоа што не е безбедно, затоа што јас сум веќе од кога отвори, јас сум прв ден сум таму и чисто сакам да испитам да видам каква е ситуацијата. Сосема безбедно од тие теретани јас кај што сум бил, а верувам дека и во другите се почитуваат мерките, нели се лимитира број на луѓе кои што вежбаат во исто време, се дезинфицира редовно, се чисти. Битно е, како и за многу други работи, една индивидуа кој што посетува фитнес центар да се грижи за себе, но и за тој после него да чисти дезинфицира пред него и после него да остане во нормална околност. Така, видовме многу фотографии од кафичи, од дискотеки, луѓе кои што не ги почитуваат мерките. Сакам да прашам дали во теретана се почитуваат мерките, дали се грижиме за онаа дистанца и дали справите отпосле се бришат и се чистат? Тој делот со кафичи, кафани не би го коментирал, пак ќе речем, тоа треба секој од нас да биде доволно самосвесен, иако не сме генерално општо прифатливо, не сме доволно свесни да го почитуваме тоа. По теретаните да, значи јас лично ги тргнам за себе. Пред, после и моје вежбање и кога работам со клиенти, пробуваме да бидеме нели максимално да ги почитуваме мерките. Јас лично носам цело време маска затоа што јас сум оној кој што циркулира со поше луѓе и влага излага во теретаната. Дел од клиентите некои носат, некои не одлучуваат да носат затоа што сметаат дека нели повторно сме во затворен простор, а нели најголемиот ризик за пренесување на ковидот е во затворен простор. Иако теретаната е затворена, но исто така затворено и трговските центри се затворени, маркетите, банките, нели. Она што може ние да направиме да се носиме самите маска, да дезинфицираме раце, да чистиме пред и после нас, нели, да ги направиме сите тие мерки кои што знаеме дека може да ни помогнат. Сега поише од тоа можам да речем дека пак ќе се сведе на тоа колку една индивидуа е свесна дека треба да почитува мерки за пред себе се заштити, а после секој друг. Дефинитивно. Ти беше еден од ретките фитнес тренери кои успеа навистина да ја задржи физичката форма на своите клиенти преку онлайн тренинзи изминативе 4 месеци. Колкава е разликата од вежбањето дома во теретана и на чист воздух? Па конкретно ќе зборам за мојот начин на она што јас го работам. Ја ги држам моите тренинзи, персонални тренинзи во теретана, значи не се групни тренинзи, не се тренинзи на отворено, иако и тоа се нели има своја функција и бенефит, но она што го работам јас не е на тој начин базирано. Да, за време за додека беше нели изолација, полицискиот час, значи сите тие карантина додека бевме дома, со голем дел моите клиенти продолживме да тренираме и дома, чисто да бидеме активни и да најдеме начин како да го продолжиме тоа што го правевме да го правиме. Вежбањето во теретана и во дома прилично се разликува затоа што достапноста на опремата, машините, самиот вежбаш, знаеш дека тоа што го имаш во теретана не можеш да го имаш дома, освен ако не инвестираш може 10.000 евра да си го возможиш тоа.
но дали може да се одржи формата и да се биде активен за време на ваква ситуација која што се наоѓаме, апсолутно да. Мислам дека не треба да имаме изговори за тоа дека нели се случи што се случи, мора да го прифатиме тоа. Тренинзи може одлици се направат дома, можеме нема прогресираме со тоа темпо како што сме прогресирале во теретана, но дали може да си го одржиме физичкото здравје дома, апсолутно. Дали може да бидеме поздрави, да имаме поздрав имунитет дома, правејќи тоа што сме управили претходно, апсолутно. Дали има начини како да се најдеме околу тоа, не само преку нели радам како тренер, не со некој што со мене работи туку денеска интернетот нуди милион опции за ако некој сака да најде што третира додека нели е дома. Веќе рековме тоа што беше, сега теретана се повторно отворени фитнес салите, имаме кеот, лето е, значи тоа е уште една предност плюс каде што може да си бираме да тренираме надвор, да трчаме, возиме велосипед, да планинариме, да правиме на отворено тренинзи, така да пак ќе речам, опциите се тука, само дали ги одбереме ние да ги практикуваме зависи од нас. Ме интересира сега твое мислење како стручно мислење како човек што се занимава повеќе од 10 години сигурно со фитнес. Дали мерката која што се олабави нели за работа во теретаните покрај тоа што нели многу се збореше за имунитетот дека е најбитен, е добра според тебе и дали е возможна трансмисија во теретана додека се вежба и дали на вистина ги почитуваме мерките и треба да останат теретаните отворени покрај секојдневните бројки кои што се над 150 над 100? Вака ќе збориме со факти. Значи добар имунитет кај еден човек не е работа која што се гради од денеска зутре. Значи не може денеска имаме нели не се грижиме себе своето здравје, не се храниме како што треба, не сме активни и да почнеме да пиеме витамин С или да смениме нешто 2-3 дена, да почнеме да вежбаме 2 дена и да речеме дека тоа ќе го смени инстантно имунитетот. Значи здрав имунитет се гради преку времена, значи не е нешто кое што се инвестира континуирано, значи не е нешто кое што е од денеска, што реков денеска зутре. Тоа највеќе се постигнува со практикување на редовна физичка активност, со квалитетен и доволен сон и одмор, со намалување на колку што можеме стресот, нели колку што тоа возможно, со практикување на здрав начин на исхрана, давање на сите макро и микронутриенти на телото кои што му се неопходни за тоа да функционира нормално и оптимално. За време на нели како што кажа дали е безбедно да се практикува тоа, ќе речам дека е, затоа што иако тоа што го рековме фактите се факти дека во затворен простор тоа е полесно да се направи трансмисија, но пак ќе речам, теретаните ги практикуваат протоколите кои што велат дека мора да се лимитира бројот на луѓе кои што влегуваат во исто време и тоа е сосем окей. Исто како што се лимитира бројот на луѓе во банка или во маркет. Така, дали ги почитува одредена институција, тоа е веќе на нив, но протоколите се тука. Се мери температура на влез, нели телесна температура која што е многу битна работа, некој кој што има повисока температура од нормално се враќа назад, не му се дозволува да тренира. Препорачливо е, пак ќе речам, тие што работат како мене и инструктори, секој си носи маски. Ќе закружам на тоа дека ако се почитува тоа како што треба, ќе има ефекти, ќе биде безбедно. Но гледаме дека ако не една група на луѓе почитуваат, а другите воопшто не го прават тоа, спојот, нели, НЗС-то на тоа испаѓа дека лошото победува. Така е, да те прашам сега околу исхраната. Месец јули, топло, 40 степени. Што е она што треба да се исфрли од исхраната? Верувам дека оние диети кои што се нели за мускулна маса, за накачување на мускулите се избегнуваат, па сега одиме повеќе на намалување на телесните масти во телото. Што да исфрлиме од исхраната за да ни биде полесен животот, ете така ќе кажам. Така, летниот период е период каде што има доста свежи овошја и зеленчуци, значи она е период од годината каде што тоа не го имаме баш во есен и зима. Така што она што се што е свежо, што може да се конзумира сега, да го искористиме што можеме повеќе. Јас би препорачал нели да се конзумира што може посвежа храна како што е овошје и зеленчукот во умерени количини, особено овошјето. Ако ни е целта да намалиме на телесната тежина, не треба претеруваме со него затоа што има големи количини на фруктоза, односно овошен шеќер кој што не е лош, напротив, но не е добар ако е прекомерно конзумиран. Иако самото овошје и зеленчук се содржи потребни микронутриенти кои што се неопходни за телото. Она што секогаш го советувам и независно дали лето, зима, пролет, есен е што може повеќе да се избегнува процесирана храна, рафинирана храна, значи сите тие преработени производи, брза храна која што нема буквално никаков ниту позитивен ефект на нашето здравје, ниту позитивен ефект на нашиот изглед. Напротив, сето тоа е контра тоа што треба што сакаме да го добиеме. Едноставно ние си имаме создадено што за оние нас кои што практикуваат таков вид на храна континуирано да јадат, има создадено лоши навики, кои што пак навиките се оние кои што прво ние ги креираме, после тие не креираат нас. И кои што треба на нив да се работи. Значи доколку успешно работиме на тоа да ги менуваме тие лоши навики, успешно ќе смениме нашето цело секојдневие како нашиот пристап кон храната и нашето целокупно здравје. Така што секој од нас треба да практикува да јаде редовно, да не избегнува јадење, затоа што многу мина од нас
не јадат редовно, јадат, просекнуваат доручек, па ручаат може нешто ситно, па се прејадуваат, може да ги свратат од работа. Сето таа неконзистентност не е оптимално за телото и телото на некој начин работи со пола пареа. Едноставно да се најде начин тоа да се сведе на да се балансира, значи ако не можат самите, секој од нас има потреба од некаква помош, може слободно да се обрати кај некој нутриционист, персонален тренер, не и се што и да е што тие сметаат дека може да им биде од помош, затоа што пак ќе речам, јас не сум можел нешто сам, не си можел ти нешто сам и затоа имаме некој кој што може да научиме, нели така и функционира целото наше општество и и до крајот на животот се учи. Како за крај сакам да те прашам за повозрастната група на луѓе, ете над 50 ќе ги ставам, кои што се реално и најзагрозени поради коронавирусот. Што е доволно да практикуваат во текот на денот? Тие верувам дека не одат во теретана период поради страв најмногу. Што е доволно, ете половина час, 30-40 минути во денот да вежбаат? За повозрастна категорија, нели како што кажа, тие се најзасегнати од ова, особено тие што имаат веќе постоечки здравствени проблеми, може највеќе да настрадаат на некој начин. За нив е сосема доволно барем 3 пати неделно по 20-30 минути да пешачат, да одат брзо, да возат велосипед, пак ќе речеме времето идеално. Нели после 7-8 навечер часот веќе намало температурата, се намало температурата, не е веќе толку топло и не препорачам некој 3 сати да пешачи, да трчи, затоа што можеби да нели му се слоши, топлан удар добие. Но онако што може да го прават во најмала рака е 3 пати по 2-30 минути. И не само тоа, туку има многу други работи кои што може да се направат, а не се класично патување до одредено место, правиш па се враќаш назад. Пример, за многу од нас кои што работат канцелариска работа, нели, седат во канцеларија, може да станат на секој 20-30 минути направат пауза да прошетаат, така, да наместо користат да се раздвижат, наместо користат лифтот до 5-6 спрат, каде практикуваат се качуваат по скали. Значи многу да идат да користат што може повеќе велосипед до работа или да пешеше до работа, да тренат малце порано, нели можеби ќе треба да стане малце 15-20 минути порано, да. Но направат нешто за себе кои што се тие минимални работи, кои што ги правиме секој ден, се мали добри навики кои што може да се имплементираме во нашето секојдневие и може да имаат краен добар резултат. Така да ова важи за сите, но и за оние кои што не би требало да се изложуваат до толку, како што се нели постарите луѓе. Пешачењето, брзото одење, нели возењето на велосипед, џогирањето, планинарењето, воно ние тука имаме прекрасна планина каде што можеме да го правиме тоа наместо да идеме на некои други места, така да изборот постои, само треба да одбереме да го правиме тоа и не треба да се преоптеретуваме, да речеме некој да почне 6 пати да го прави, да има било како бенефит, 3 пати по 15, 20, 30 минути, сосема доволно. Верувам дека овие совети на некого ќе значат. Ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам веќе никогаш да не се повредиш и да си тераш со тренинзите и да немаш никаков проблем. Фала ти многу, фала и на вас. Поздрав до вашите гледачи и хубав ден имајте. Се надевам дека советите од Марио Јовановски, кој што досега се покажал како еден од најдобрите фитнес тренери и по совети и по изглед, ќе се врати многу брзо, верувам дека така ќе биде. По 3 годишна пауза, конечно, ете поради повреди сега е добар и ќе се врати. Андри, се надевам дека ме слушаш, доколку немаш ни едно прашање, тоа би било тоа од тука. Ќе ви се заблагодарам и тебе и на соговорникот и ќе потврдам делот, особено оној момент за здравиот начин на исхрана, лично, зборам од личен пример, дека навистина кога човек јаде еднаш во текот на денот и тоа е нездраво, навистина се прави секакви здравствени проблеми, си прави пекол од сопствениот живот и функционира како по третина од она што навистина би можел да функционира. И да, тоа е точно, бидејќи кажувам, лично го имам почувствувано на сопствена кожа.